Најпрво за мене самата, значи како поминав низ 3 организации, официјално значи се вработив во Министерството за финансии во 2000 година до 2003 година во секторот Трезор, тогаш ново формиран. Потоа продолжив во банкарскиот сектор 5 години, од 2003 до 2008 година во Прокредит банка и од тогаш, од 2008 па до денеска, работам во службата за контролинг во Сава осигурување и во тој период со моето вработување поточно беше и формирана самата служба за контролинг. Значи, работев на основањето на службата во период, да кажам, кога во осигурувањето контролингот се уште не беше имплементиран како функција. Мојата презентација ќе биде поделена, да кажам, на едни 3 основни делови. Тоа во првиот дел би ја представила групацијата во која што делувам. Во вториот дел е потребата од планирање во од компаниите како што е осигурувањето и услужните, така беше мојата тема, услужните дејности. И би се осврнала подетално на планскиот процес во самата компанија. Нашата компанија, односно Друштвото за осигурување Сава во Македонија, е дел од групација која што делува на територијата на бившите југословенски простори, освен во Босна и Херцеговина. Значи, имаме сестрински компании во сите држави од бивша Југославија и во сите овие држави делуваме со една или со повеќе компании во областа на осигурувањето, на животното и неживотното осигурување. Меѓутоа, самата групација е доста амбициозна, можам да кажам, и оди на основање и работа во дејности кои што и не се во делот на осигурувањето. Накратко ќе поминам низ резултатите кои што беа официјални за 2018 година на самата групација и како едни избрани точки од реализациите, значи би споменала дека бруто премијата на корпорацијско ниво изнесуваше 6% пораст, додека растот на оперативните приходи во 2018 година изнесуваше 10%. Ова беше година во која што се реализираше максимално, значи рекорден профит од 43 милиони долари, милиони евра, се извинувам, и нето профит и 13,1% поврат на капиталот. Беше година во која што навистина имавме добар комбиниран коефициент. Можеби многумина од вас и не знаат што е комбиниран коефициент, меѓутоа е показател кој што ги опфаќа сите категории за успешност на една осигурителна компанија и се движеше 92,9%. Рейтингот на нашата групација беше подобран од А- на А, што секако ни отвара нови можности за подобро етаблирање на меѓународните пазари во областа особено на реосигурувањето. Се придружија кон групацијата 3 нови компании, и тоа 2 во Хрватска и 1 во Србија. И имаме веќе склучени договори за аквизиции на уште 3 компании, и тоа во Хрватска и на словеничкиот пазар КБМ фондови. Накратко, значи, бруто резултатот, како што кажав, изнесуваше 55,3, што е со значаен пораст од 38,6%, додека нето резултатот 43 милиони, што представува, значи, доста поголем износ од она кој што беше планиран. Консолидираната бруто полисирана премија изнесуваше 546,3 милиони, односно забележа раст од 5,6% и реализација на планот. Во овие барови може да видите дека неживотното осигурување е со црна боја и изнесува 299,8 милиони од структурата на вкупните останати осигурувања во период во оваа структура. Тоа се нашите сестрински компании и учеството на нашата земја во вкупната бруто полисирана премија е 13 милиони, односно Сава осигурување забележа раст минатата година на бруто премија од 2,3%. Од неодамна, значи, кон оваа групација е и пензиското друштво, Сава пензиско во моментот, значи превземено од страна на групацијата, кој што учествува со приливи од 57,2 милиони евра. Би скокнала некои слайдови во корист на времето секако и
Ева, може и ова да го погледнеме, значи return of equity или повратот на капиталот, кој што изнесува 340,2 милиони евра и забележа раст од 7,6% е 13,1%, односно повратот беше зголемен за 3% поени во 2018 година во однос на минатата година. Ова исто мислам дека е интересно, бидејќи осигурителните компании, освен нивниот кор бизнис кој што е осигурување, и има и дел кој што е инвестиции. Така да, самата групација во услови на многу ниски каматни стапки, особено во западноевропските пазари, каде што каматните стапки дури се во минус, реализираше 1,7% пораст на повратот на инвестицијското портфолио. И секако сето ова немаше да биде реализирано доколку групацијата не се држеше кон своите планови и стратегии, така да можеме да видиме дека потребата од планирање е прилично значајна во работењето на секоја компанија. Накратко би се осврнала на улогата на контролерот во компанијата. Имаме повеќе пати видено слични сликички кои што контролерот го представуваат како кормилар или навигатор во самата компанија. Односно, ево може да видиме дека контролерот во минатото беше повеќе насочен кон репортинг, односно кон известување во компанијата. Со текот на годините, веќе 10 години наназад, контролерот е веќе станува бизнес партнер на самиот генерален менаџер, односно насочен е кон иднината. Значи, самиот контролер е оној кој што ја гледа иднината во компанијата. Или еве како што пишува, значи ги користи своите алатки за да ја согледа, да ги согледа сите опасности кои што може да ја предстојат на самата компанија. Се извинувам, грлото се меша. Додека менаџерот е капетанот на екипажот и тој ги гледа она што сите реализации кои што се реализираат во компанијата, управува со нив, а останалите вработени исто така се оние кои што се насочени кон минатото. Зошто планираме? Планирањето помага да ги идентификуваме целите. Планирањето нуди насоки за иднината. Планирањето ги открива и оние проблеми кои што се јавуваат во текот на работењето, во самото планирање, ги согледуваме тие проблеми, додава професионалност во секоја компанија и секако нуди перспектива и подобар успех на компанијата. И една од клучните активности на контролингот е планирањето, значи, како чија што улога е добро управување со клучните перформанси на компанијата. Со самото планирање развиваме софистицирани процеси, секој план е поврзан еден со друг, на секој план му следи, значи, наредна област во компанијата и колку што се поврзани тие планови, подобро се синхронизирани во компанијата, толку планирањето е попрецизно и поточно. Секако е доста time consuming, веќе слушнавме дека одзема доста време во една компанија да се испланира. Меѓутоа, со самата дигитализација и усовршување на планскиот процес, ова време се скратува и овие рокови стануваат се пократки. Конкретно, во нашата компанија планираме околу 3 месеци во годината, почнувајќи од септември до негде средината на ноември. И како главни активности кои што контролингот ги има во планирањето е секако поставување, што подоцна исто така ќе видиме, е поставување на календар за планирање, одредување на формати во кои што се планира, обезбедување, значи, на информации, односно хранење на останатите сектори со податоци врз основа на кои би планирале, дава критики, споредува, компарира со она што е дадено како насока
и во крајна линија самиот контролинг е одговорен за целокупниот план кој што на крај компанијата ќе го испланира. Би го издвоила овој план, овој слайд и би кажала дека управувањето со перформансите во компанијата и успешното планирање се една добитна комбинација за секоја компанија, односно како многу важен процес, планирањето, значи стратегискиот фокус на компанијата е многу важен и се следи од управувачките функции и ова секако е значи комплициран и доста тежок процес бидејќи се генерира од широк спектар на делови на компанијата кои што се меѓусебно поврзани. Дигитализацијата е многу важна, се стремиме кон неа и секоја компанија и во нашата исто така е зацртана во самата стратегија на компанијата и секако ќе води кон подобри резултати со секогаш ставајќи го самиот клиент во фокусот на работењето. По-детално и по-конкретно за она што Сава осигурување го користи од софтверски решенија, е софтвер кој што ни служи за работење на осигурувањето, односно оперативниот дел. Navision е софтвер кој што го користиме во финансискиот дел, односно инвестициите, трошоците. Додека контролингот е најмногу фокусиран на Tagetik, а тоа е корпорацијскиот софтвер кој што нуди пред се уште, за жал, повеќе репортинг отколку помош во планирањето. И како компанија на локално ниво сме во процес на развивање на Power BI, кој што мислам дека ќе ни донесе доста олеснителни моменти и повеќе фокусирање на квалитативниот дел на контролингот, отколку на она што е работа во Excel и одземање на голем процент од времето на технички работи. Tagetikот би се осврнала малце на самиот изглед, значи Tagetikот е Excel платформа која што нуди пред се огромен број на извештаи и со самиот кој што се храни од наши податоци. Поврзан е со овие претходни два софтвери, каде што има доста од извештаите кои што самите се генерираат, меѓутоа има дел кој што се уште е рачен внес, да кажам. Tagetikот во однос на планирањето е софтвер кој што сепак се храни со Excel кои што се уште се во фаза на рачен внес во компанијата. Меѓутоа, самата компанија и групацијата во моментот работи на развој на софтвер за планирање, кој што ќе започне со имплементација од август оваа година. Самиот плански процес во мојата компанија би го поделила во 5 фази, кои што се одвиваат од горе надоле и од доле нагоре, каде што секогаш се сретнуваме во една фаза на усогласување со продажбата. Фазите 1, 2, 4 и 5 се оние кои што се од менеджментот кон доле кон продажбата и штедите, а третата фаза е она која што ни информација и која што добиваме од долната хиерархија. Аспекти во кои што планираме, значи во првата и петата фаза, според содржината ги планираме целите, насоките, стратегијата на компанијата, а додека формалното планирање се одвива во фазите 2 до 4 и тука е финансискиот дел од планирањето. Според областите на планирање, значи планираме по сите димензии, да кажам, во кои што се работи, односно по продажни места, продукти, класи на осигурување, по продавачи, канали на продажба и така натаму. А според временскиот опфат, кој што го опфаќа планирањето, вршиме проценки, кои што се и дневни проценки, оперативно планирање, односно годишниот план, како што споменав е во периодот од септември до средината на ноември, и стратешкото планирање кое што се планира за рок од 5 години и кое што
кое што не е толку динамична категорија, односно ова планирање се коригира со определени екстремни случаи кои што знаеме дека ќе бидат известни во овој период. Ги поделив, како што кажав, на 5 фази овие активности на контролингот и ова е првата фаза кога контролингот е баш во улога на навигатор, односно бизнес партнер и кога седнува заедно со генералниот менаџер и со останатите директори кои што се учесници во процесот на планирање. Меѓутоа во оваа фаза пред се како подготвителни активности се истражување на самото економско окружување и пазарот. Тука се дефинираат основните мисија, визија и вредности кои што треба да ги следиме. Се дефинираат стратешките цели и тука добиваме во оваа фаза насоки од нашата матична компанија, насоки по определени главни категории и показатели кои што се, да кажам, зададени, кои што треба да ги усогласиме со нашите цели, со нашата околина и она што сметаме дека ние може да го реализираме. Во оваа фаза се врши усогласување на корпорацијските цели со локалните оперативни цели. Во втората фаза на планирањето се врши главно активност каде што контролингот врши оперативни активности од аспект на воспоставување на термински план, значи календар на планирање. Многу е значајно во оваа фаза сите засегнати страни да се усогласат во врска со термините, бидејќи знаеме дека задоцнувањето на еден план води кон задоцнување на сите останати планови. Календарот на планирање го испреќа контролинг до сите засегнати страни и по добиената согласност од страна на овие страни се започнува со самиот процес. Тука контролингот врши обработка на сите податоци во предходните 3 квартали, односно сите реализации и сите, да кажам, хранење на продажбата и на останатите сектори со податоци кои што ќе им бидат потребни како насоки за да ги спланираат она што ќе го направат во наредната година. Во третата планска фаза, таа е, да кажам, најкомплексна и фаза која што се вршат најголемите договарања, преговори со продажбата. Има определени слабости, меѓутоа тие се надминуваат со текот на времето. Тоа е, значи, фаза во која што контролингот врши постојана контрола, дава сугестии на она што е добиено од продажбата, врши корекција на плановите, бидејќи зборувам за продажбата само во моментов, бидејќи тоа е она фаза од доле нагоре која што од која зависи наредниот дел од планот. Односно, ако оваа категорија испланирана е точна, односно попрецизна, тогаш целиот план е поквалитетен и попрецизен за компанијата. Значи, секогаш започнуваме кога планираме со бројот на продавачи, односно планот на вработените е пресудна категорија за колкав ќе биде планот на премијата. Потоа се врши проценка на последниот квартал и тоа е основа за наредната година. И планот на премија се врши во 2 категории. Планираме број на полиси, планираме бруто премија по сите оние димензии кои што веќе ги споменав претходно. Во однос на начинот на кој што се планира, имаме воспоставено формати, да кажам, мини софтвер, кој што никако не може да кажам дека е дигитализиран процес на планирањето, меѓутоа во перспектива, поточно до крајот на годината, веќе ќе имаме и софтверско решение за овој дел од планирањето. И тука се случуваат доста негативности во однос на едукација на самите агенти. Односно, кога веќе се започна со планирање пред неколку години, да кажам пред 7-8 години, до пред 7-8 години самите агенти беа толку неедуцирани во однос на планирањето, така што беше макотрпен процес да се дојде до некоја точка каде што тие веќе знаат
зошто има планот, го користат во своето работење. И сега сме дојдени во фаза која што да кажам се користи во работењето, секој од агентите го следи својот план. Во самиот софтвер имаме воспоставено извештај на дневно следење на секој агент за својот план, секој раководител за својот тим. И тоа покажува доста големи резултати во подобрување на работењето. Четвртата планска фаза е интеграција на веќе сите воспоставени планови во компанијата, каде што контролингот повторно е во улога на делува како проверувач на овие планови, врши корекции во постојан контакт со сите останати учесници во планирањето. И годишното планирање на сите овие категории се врши паралелно со стратешкото планирање, односно корекција на стратешкиот план. Доколку постои секако некоја категорија или случај каде што треба да се коригира. Контролингот во оваа фаза врши сублимирање на сите поделни планови. Во случајов во Тагетик оперативно се внесуваат сите планови со на офлайн начин. Односно, тука е олеснителна околност што секој од учесниците во планот сам си го внесува планот во овие формати, а контролинг како координатор на целокупниот план врши автоматски внес во Тагетик. Со притискање на едно копче, значи не со рачен внес на овие податоци. Тука всушност се врши и пресек на оперативниот и финансискиот дел. Во оваа фаза оперативниот мислам на премијата и штетите. Во финансискиот дел веќе почнуваме со планирање на финансиските делови во смисла на инвестиции, трошоци и се останато до биланси на состојба и успех. Повторно ќе напоменам дека тука се врши постојан кросчек, главно преку Key Performance Indicator, значи неколку коефициенти кои што се значајни, штетниот, трошковниот, меродавниот, и доколку се види нелогичност, тогаш контролинг реагира и се врши корекција на планирањето. Во петата фаза на планирањето е оној дел кој што ги опфаќа пишаните документи, односно оперативните плански документи. Тоа е годишната деловна политика, многу значајно, за кое што се размислува уште од почетокот на самото планирање. Секој од директорите на секторите, односно сите засегнати во планскиот процес, даваат своји насоки, поточно своји активности, конкретни, годишни, кои што ќе ги реализираат во текот на годината, и сето тоа се става во пишан документ, кој што ја формира оваа годишна деловна политика. Стратегијата на компанијата, како што кажав, опфаќа 5-годишен период и тука се сублимирани сите стратешки насоки, како од страна на мајката компанија, корпорацијските, така и од страна на самото друштво за осигурување. На овој слайд може да видиме целокупното планирање, колку е комплексен процес и зашто контролингот, својата значајна улога како координатор на целокупното планирање, мора да биде прецизен во роковите, точен за цел тој процес да се одвива непрекинато, да се одвива во точно време и на крајот да биде секако прецизен. Можам да кажам дека во овие години на планирање во друштвото нашите планови се попрецизни, секако на почетокот беа доста со големи отстапувања, меѓутоа со текот на времето и оваа година се прилично прецизни со мали отстапувања. Значи секој од засегнатите страни во планираме штети, резервациите, сите категории кои што може да ги видите се пофаќаат планскиот процес. Секако корпорацијските цели насоки се оние кои што се коренот на планирањето. Или сеопфатно кажано, значи контролерот е тој што го координира планирањето, контролерот е оној кој што дава критички осврт на сето она што ќе се испланира, реагира доколку има некои
нелогичности, некои отстапувања од она што треба да се реализира. И секако ќе се стремиме овој процес да биде што повеќе дигитализиран. Иако би кажала дека човечкиот фактор во самото планирање е многу битна категорија, сметам дека тие порасти кои што може да се внесат во автоматски во софтверот, секогаш мора да бидат коригирани и секогаш мора да бидат субјективно нивелирани во однос на она што го очекуваме во годината или во период кој што планираме.